Почитувани гледачи, добро вечер. Гледка што сега ќе видите, може би ќе ви изгледа малку невообичаено. Ние лицата од Перо Наков без број дојдовме тука на Илинденска без број и веќе неколку дена од тука ги емитуваме вестите. Шеф условно на Илинденска без број е премиерот Никола Груевски. Господин Груевски, прашање на часови и време е веројатно кога А1 ќе престане на часови на денови, кога А1 ќе престане да работи. Зошто пукавте во срцето на А1 со последниот потек на затварање на сметката? Благодарам на прашањето. Дозволете ми прво да кажам дека без малку 2 години не сум добил покана да бидам гостин во вашите вести или во вашата телевизија. Во последно време гледам јавни повици имаше до мене, меѓутоа никогаш по редовен пат и нормален пат како што тоа сте го правеле во времето кога сте сакале да бидам гостин. Не сте ми дали шанса да бидам гостин во вашите вести. Така што денеска бев принуден преку шефот на кабинет да замолам, јас да замолам ако може да бидам гостин во вашите вести, за да можеме да ги прокоментираме сите работи за кои што деновиве говорите, ги коментирате и ги квалификувате такви какви што ги квалификувате. Така што од тој аспект задоволен сум што е после тоа е потек што го цениме, да. После без малку 2 години добив шанса се појавам на вашиот медиум. Она што го прашате и воопшто ова све што се случува е ситуација во која што би сакав да нагласам дека деновиве се соочуваме со една ситуација во која што имаме замена на тези. Имено целата ситуација што започна околу случајот Перо Наков започна по судска одлука. Значи, не по одлука на влада. Владата нема ниту законско право, ниту пак сака да ја затвора А1. А1 и другите фирми кои што се наоѓаат на Перо Наков имаат одлука од надлежен суд. Господин Груевски, политичката волја на владата е очигледна. Не, ве сваќам што сакате да кажете дека судството е независно. Иво Котевски да прекинете емисијата. Сакам да ве прашам ако може да се заврши мислата. Дали една земја кандидат за Европската унија? Ќе ви дозволам, да. Господине, вие сте главен уредник и не би требало вака се однесувате. Дозволете да завршим мислата. Не, повелете, дозволете. Значи, ние имаме замена на тези со кои што се манипулира јавноста дека владата е таа која што сака да ја затвори А1. Тоа не е точно. Судот. Владата е таа која што само мора да спроведе одлука на судот. Заради судот ја има замрзната сметката, откако преходно започна истражна постапка, во која што има еден број на осомничени и притворени, и, како што денеска каже и обвинителот, заради тоа што оцениле дека нема имот на фирмата каде што е А1 и затоа е потребно да ја замрзна сметката. Така што сите укажувања дека владата е виновна и дека владата наложила, пукала, како што викате вие, се тотално измислени работи. Дали вие знаете дека судството е главната точка во извештајот на Европската унија и во последните изјави на господинот Рикер и на господинот Фуере, во кој е оценето како независно и пристрасно. Кога ќе речеме независно и пристрасно, тоа апсолутно зависи од политичките влијанија на владата. Сигурно не зависи од политичките влијанија на тутунарите, на лозарите или на стечајците. Значи, директната контрола, она за што ве обвинува Брисел и ве обвини и односно ја насочи критиката американскиот амбасадор, е дека судството е поставено на извонредно лоши темели, во кои што влијанијата врз судството од страна на извршната власт, односно од вас, е огромна. Не, такво нешто нема дека од мене е огромно. Значи тоа вие го кажете сега. Власт? Не. Вие кажете од мене дека е огромно. Значи јас ќе ви кажам една работа. Откако сме ние дојдени на власт, направени се крупни чекори во правец на подобрување на состојбите во судството. Донесени се крупни закони, изменети се постоечките закони. Особено во месец декември минатата година се донесе нов пакет на судски закони кои што делумно стапуваат на сила сега во 2011, делумно во 2012 и делумно во 2013 година. И како ќе стапуваат, така нештата ќе се подобруваат. Дали знаете што значи блокирање на сметка? Замрзнување на сметката? Дали знаете? Јас многу добро знам што значи тоа, но тоа е вообичаена постапка на судот кога станува збор за предмет во кој што има сомнение за криминал, за тежок криминал каков што е овој. Значи е вообичаена постапка. Таа не е постапка. Јас се распрашав деновиве да прашам дали тоа и во други случаи се случувало. Укажано ми е дека прво дека било препорака пред некоја година на Обединетите нации
и на многу експерти што почесто да се изрекува таа мерка и откако е ова вие ли го организирате? Вие што мислите? Да, добро, ја мислам дека Ние го организирате? да, мислам дека вие. Или вашиот партнер. Кој е наш партнер? Си ги знаете. Во секој случај. А има ли луѓе што не се под влијание на нашиот партнер и нас? Ако може да одговорам, па ќе се осврнем и на тоа. Констатиравте нешто. Значи вака, Ти деси. Обединети нации имаат препорака и домашните експерти, например, најдов на интернет најмалку 3 пати Сваџена Тасева има препорачено дека нема вистинска борба против корупцијата и криминалот се додека не почне да се замрзнува имот, сметки, со пари и така натаму. Така што, откако таа иницијатива е поведена во меѓународни рамки, таа е започната и во Република Македонија почесто се применува и станува збор за вообичаена мерка на судот, одлука на суд, на надлежен суд, која што владата мора да ја почитува. Значи, ние, например, сме биле многу пати незадоволни, например, вие сте сведоци, сме биле многу, само да ја завршам мислата, сме биле често пати незадоволни од одлуките на Уставниот суд. И сме ги коментирали. Некој вика тоа е во ред, некој вика не е во ред. Меѓутоа, секогаш сме ги извршувале. Нема една судска одлука која што не сме извршили. И конечно ќе ви кажам. Во септември 2006 ние кога влеговме во владата се блокираше за 10 дена се блокираше сметката на владата. Затоа што преходната влада која што работела, луѓе ја тужеле, фирми ја тужеле, губела на суд и во тој момент околу 20 дена беше блокирана сметката на владата. Ние не одлучивме да излегуваме и да држиме седница на влада пред парламентот или пред А1 или пред судот. Ние почитувавме таа одлука на суд, бидејќи беше со судска одлука направено тоа. Исто како што со судска одлука минатата година беа блокирани сметките на Канал 5, исто како што со судска одлука беа на македонската телевизија блокирани сметките, никој не излезе да протестира, односно да работи на улица, покажувајќи... Дали премиера Македонија е потписник на конвенција за спречување на перење пари и конфискација на Советот на Европа? Дали знаете дека потпишана така? Да. Дали знаете? Да. Дали знаете што содржи? Са треба да ги одговарам тука или? Да, прашање и да прашувам. Повелете, што е поентата ваша? Дали ја почитувате таа конвенција? Секако дека ја почитувам. Дали знаете дека во таа конвенција е предвидено дека при постапки кои се вршат во вакви случаи, дека треба да се почитува, да се овозможи делување на правниот субјект и да се овозможи делување на предприемаштвото? Знаете што, јас не сум правен советник да ве советувам што да правите. Јас не бараме, ние бараме, дозволете ви, ние бараме од вас да ги почитувате конвенциите кои оваа држава ги потпишала, премиере. Да ги почитувам судските одлуки, како што тоа сум го правил. А конвенциите кои потпишува државата? Кога нешто не сме го посакувале или сме биле против. Јас лично сочувствувам со состојбата во која се наоѓаат група новинари, меѓу кои што сте и вие. Тоа нема потреба. Вие можеби не сте виновни заради нешто што се случувало, што го правеле газдите или менаџерите, директорите на фирмите на улица Перонаков. Значи не ќе да говорите дали го почитувате конвенцијата. Тие ве довеле во ситуација. Господине Груев, судот само Борјан кажам. Тоа се меѓународни, тоа се меѓународни стандарди. Не само сега да ве прекинувате цело. Не, тоа се меѓународни стандарди на работење и функционирање. И ако судот ги крши тие меѓународни стандарди, тогаш веројатно вие имате проблем со судот. Знаете што? Ние имаме поголем затоа што А1 утре, задутре или за 10 дена ќе престане да работи. Затоа што е блокирана сметка. И тоа треба да ви е на сите јасно. Овие луѓе овде не можат да земат плата. Овие луѓе овде утре не можат да наполнат бензин за да одат на работа. Овие луѓе овде не можат да си купат утрински оброк. Јас сакам да ве прашам, како во такви услови вие ќе обезбедите слобода на медиуми, ако сакате медиумот да го згаснете? Ако сакате да го згаснете единствениот медиум кој што, или да речеме, еден од најмоćниот медиум кој што објективно известува за работата на владата, бидејќи знаеме другите како известуваат. Јас ве сослушав до крај, наспроти вашето однесување кој што ме прекинувате во сет збор. Значи вака. И не верам да се чувствувате, се извинувам. Законот, тоа е моје, дали се чувствувам или не, вие не ви верувате од мене, јас сам си го кажам, така? Законот е исти за сите. Не може да важи за сите фирми во Македонија еден закон. Не може некој да плати казна ако не носи каиш во кола и да плати 200 евра казна, а некој ако е особничен за 16 милиони евра или не знам за 10 милиони или за 20 милиони евра, тој да се повикува на вработените и да не ја почитува судската одлука
и да врши притисок врз владата. Јас ова поставување на студио тука го разбирам како вршење притисок врз владата. Владата да се јави во судот, да ургира, да притиска, да се заканува, да судот ја повлечи таа одлука. Ние тоа не можеме да го направиме. Ние никогаш не сме го направиле тоа. Ние никогаш не сме се мешале во одлуките на судот и нема да го направиме тоа. Може ли да прашаме? Инаку, прашањето е легитимно што го поставувате, но со тоа се соочуваат многу компании во Македонија кои што имаат проблем со работењето со законот. Зошто ова не го поставите како прашање, например, во случајот Бајруш? Таму имаше да ве прашам ова само. Дозволете. Дали еве вака кога се размислувате, дали се викате зошто судот ќе одбра најрадикалната мерка? Не, дозволете да завршам мислата. Ја ви слушам вас до крај. Значи, пример, во случајот Бајруш, вработените можеби не биле виновни што одредени газди, менаџери, управници и така натаму работеле незаконски. Тие сега останаа без работа. Кој е виновен тука? Виновна е владата, виновен е судот или виновни се тие кои што ги вработиле и ги внеле во една таква ситуација? Може премиера прашам. Немојте така. Кога ги изгасија фирмите на Бајруш? После пресудата или пред пресудата, уште кога нема обвинение? Вие постојано мене ми поставувате прашање. Сите овие прашања. Интервју премиера кога ви поставуваме прашања, има други интервјуа, знаеме како изгледаат, значи јас сум председател на влада. И во тоа својство, јас би сакал на секој граѓанин да му помогнам доколку можам и доколку е тоа во рамките на моите ингеренции. Доколку се извинувам, ама не е коректно вака, вие не можете да се контролирате, постојано се уфрвате збор. Молам, оставите ме да ја завршам мислата. Ај, вие ќе ми кажувате кога може да прашам? Не, кога ќе завршам мислата, тогаш. Кажувате, така да може да прашам. Ова е карикирање сега што го правите. Повелете, кажете. Добро, ако сакате да не зборам, еве. Може ли да прашаме? Да ве слушаме вас само. За време на ова интервју. Кога се договарате за интервјуто, не прашавте, одговара. Матот ви одговара. Добро. Ама ако може да ми дозволите да зборувам, ује. Ајде, повелете. Дојден сум да се објасниме. Јас побарав да дојдам да се објасниме. Така беше. Кога ќе ве потпрашам нешто затоа што не ми е јасно, бидејќи можеби не ми е јасно, би можеле да ми одговарате. Ние се разговараме ако не се лажам. Добро, поред. Прашите што сакате. Еве, прашам конкретно го споменавте случајот на Бајруш, седи. Да. Кога престана да работат неговите фирми? Тоа сака да ви одговара. Еве, повелете. Ама малку ми е подолго одговора, тоа е проблемот се. Вие не можете да се стрпите. Значи, кажа дека јас сум председател на влада и одговарам за работата на владата и ингеренциите што ги има владата. Во овој случај се работи за ингеренции што ги има судот, надлежен суд во Република Македонија. Доколку вие сте незадоволни од одлуката на судот, по легитимен пат, не по пат на протести, притисоци и така натаму, затоа што веќе судот излезе со јавно соопштение дека му се врши притисок за овој случај. И тоа не е добро. Тоа е лошо и за нашето оценување и во Европска унија и така натаму. По легитимен пат, а постои легитимен пат, да си побарате одговор на сите прашања. Зошто кај Баруш порано било тука покасно или обратно? Зошто било таму, зошто било ваму? Вие постојано јавноста ја убедувате дека Никола Груевски и владата на Република Македонија се тие кои што треба да одговорат на сите прашања, бидејќи тие ве довеле оваква ситуација. Тоа не е точно. Во оваква ситуација има донесено вашата телевизија и фирма, оние кои што ја раководеле, оние кои што постапувале незаконски и како резултат на тоа судот донел одлука да ги замрзне сметките и една група на луѓе да им изречи мерка притвор. Нив треба да им го поставите прашањето по легитимен пат, не во пат на притисок. Да, сум го читал, се разбира. Али знаете дека уставот гарантира предприемаштвото и овозможувањето на дејствувањето на предприемаштвото. Апсолутно дека знам, меѓутоа предприемаштвото исто така треба да ги почитува законите. Така е. Секоја компанија во Република Македонија треба да ги почитува законите, вклучувајќи ги законите во областа на даносите, соодветно да ги плаќа, и ако не ги плаќа, во законите е предвидено како се постапува. Како постапуваат државните институции, потоа државните институции работата ја предаваат на судот и како постапува судот. Во овој случај имаме вообичаена мерка на судот, која што мене не ми се допаѓа тоа што некои луѓе очекуваат да не важи за некого, а да важи за сите други. Добро, околу тоа, околу двојните аршини може и подоста да разговараме на таа тема, бидејќи има работи кои не се доволно јасни. Околу судството, кога велите дека е независно. Дали еднаш ќе искоментирате, дали на оваа јавност ќе обрнете внимание по толку критики кои ги добива од Европската комисија? Вие самите рековте дека е многу важно за нас што ќе рече Европската комисија. Слушнавме дека американскиот амбасадор кој вложува многу пари
реформите на судството, вели дека судскиот систем треба да се приспита, наведува дека има проблеми со мешањето на Маневски во судството, именувањето на судиите. Тоа ние не го измисливме, премиере, ние прашуваме. Према тоа, имаме, ми се чини, доволно основани сомненија, ако може така да кажам, во тоа на кој начин функционира судскиот систем и какви се врските меѓу судскиот систем и вие... Ја разбирам вашата теза. Да. Прво да ви одговорам дека јас никогаш не сум кажал дека судството е идеално и нема грешки. И никој не го кажал тоа до сега. Има слабости и затоа работиме и се трудиме да се подобрат со измени на закони, подзаконски акти, тренинзи на судиите во странство, тренинзи со странци експерти во Македонија. Работиме и даваме се од себе тоа да се подобри. Користиме странски експерти во тој дел, кои што имаат добро искуство и така натаму. Второ, најдете ми вие или било кој друг, кој што укажува дека ова е неправилно. Кој што ќе најде европска директива, со која што европска директива, владата може да не извршува одлука на суд. Ако најдете таква европска директива, тогаш во ред. А зошто ви реагираат од Европска комисија? Да, разгледаме, но таква европска директива нема. И американскиот амбасадор рече дека затварањето на еден медиум ќе отвори серија на прашања кои треба да се преиспитаат. Како го разбравте тоа? Многу ме интересира. Значи, ја уште еднаш ќе ви посварам. Вршите замена на тези. И тоа не е коректно. Тоа не е коректно. Со тоа јас го чувствувам како вршење на притисок врз владата и врз судот. Само вие сте под притисок, па може и други има под притисок и ние се чувствуваме под притисок. Еве ве разбирам дека може би се чувствувате под притисок. Меѓутоа имате одбрано погрешна адреса, веројатно свесно или несвесно, вие си знаете најдобро, да самото тоа што сте дојдени тука пред владата укажува дека вие се насочувате кон владата, дека владата го направила. А не кажувате дека преходно имаше долга инспекцијска постапка. Дека инспекциите ги предадува материјалите на судот, на обвинителството. Обвинителството ги предаде на судот. Судот ги разгледа и судот, надлежниот суд, донесе одлука за притвори на одреден број луѓе и за нешто подосна и за блокада на сметката. На истрагата зошто тогаш доаѓате пред владата? Зошто по легитимен пат не се обратите кон судот доколку сте незадоволни од некоја судска одлука? Вие сте незадоволни од судска одлука, а се обраќате до владата и ја обвинувате владата за тоа. Тоа не е коректно. Господин Јурев, како вие разбирате слободата на медиумите? Слободата на медиумите ја разбирам во едно општество да има медиуми на кои што политичарите или, не знам, бизнисмени и било кој друг нема да им се меша во уредувачката политика. Така, кратка дефиниција. Веројатно може и поширока. Амбиент во кој медиумите можат да работат, дали владата е за тоа одговорна? Владата е одговорна. Владата е одговорна во делот на споведувањето на законите и споведувањето на одлуките на судот. Ние не можеме, заради тоа што некој има медиум, да направиме посебни закони за него, бидејќи тоа никаде го нема. Го нема ни во Европа. Нели не беше ајден предмет на истрагата, премиере? Предмет на истрагата беа група фирми, колку што јас знам, од оно што сум го дознал и преку медиуми и преку моите колеги кои што се подобро запознати, група на фирми на улица Перонаков, за кои што подосна во истрагата, во текот на истрагата, инспекциите установиле дека се поврзани со А1 телевизија или фирмата, ја не знам дали фирмата се вика А1 или на некоја друга фирма, поврзани се со таа фирма, дека имаат трансакции финансиски меѓу себе и дека е неминовно да се изврши контрола и на таа фирма, бидејќи меѓу себе си префрлале пари и вршеле финансиски операции. И заради тоа инспекциите, односно понатаму со дозвола на обвинител, односно барање на обвинител, ја проширили истрагата за да дојдат до изворот на финансискиот криминал за кој што тие имаат основано сомнение сега веќе доставени до судот. Се разбирате во финансии, бевте министер на финансии. Мислите ли дека на таква обемна документација која се заплени во А1 и во други фирми на Перонаков, како што се вели, дека може да се утврдат суми, да не, или да онака да се постапи без да се вештачи тој материјал? Вештачењето е дел од постапката која што следува сега и денеска, колку што видов преку медиумите, обвинителката кажа во кој период ќе се врши обвиничењето и дека вештачењето и дека ќе биде паралелно со одредени други процеси што таа ги посечи. А нели беше нормално да се направи вештачењето па да се донесат вакви одлуки? Денеска на тоа одговори обвинителката, ја не сум правник.
Добро, Таа е правник, таа е обвинител, таа ги знае добро работите и таа веројатно и во многу други случаи постапила така. Таа одговори на тоа. што разговаравте на вечер Немам јас право во нејзино име да одговарам за правна процедура. Што разговаравте во петокот вечерта со Рикер во владата? Со амбасадорот на САД разговаравме за повеќе прашања, меѓу другото и ова прашање. Тој го кажа тоа што ми го каже и на нас, го каже и во јавноста. Ние исто така му кажавме дека станува збор за судска одлука, дека немаме никогаш вршено влијание на судот, ниту пак имаме намера да вршиме, и дека владата, како и во секоја друга држава, единствено може да ја спроведи одлуката на судот. Малку околу повторно се враќаме на овој медиумската ситуација во земјава. Од трите национални телевизии, на двајца газди се вашите коалициони партнери. Тука практично останува А1 како единствен независен медиум кој што во моментов зрачи во етерот. Посакувате ли вие да згасне А1? Не. Зошто? Не се го назгасне. Има многу телевизии, зашто не постои А1. Ние во Македонија имаме голем број на медиуми, вклучувајќи телевизиски медиуми. Поголемиот од нив дел се критични и нам тоа не ни пречи, ние тоа го прифаќаме. Она што ние апелираме понекогаш е да се задржи професионалност. Ние сакаме критика, затоа што критиката ни помага. Меѓутоа, критика која што има основа, факти, аргументи, докази, а не критика заради критика. Критика заради некој по секоја цена да се набеди, да се наклевети и така натаму. Тоа не е критика. Како на пример? Тоа е непрофесионално однесување. Како на пример? Имamo многу примери сега. Не можеме листати, можеме да ги доставаме. Ние, како што знаете, господин Јовановски, секојдневно доставуваме до вашата телевизија демант за дел од вашите прилози или до објаснување доколку се лошо објаснува. Тоа се рецензии на нашите прилози, не се. Често пати се случуваше да не ги објавувате тие деманти. Не знаете како изгледа Тоа демант. не е професионално. Вие може да не ви се допаѓа ова влада. Може да не ви се допаѓа Никола Груевски. Меѓутоа, професионално е да го објавите демантот. Или да не објавите два збора од демантот, Само да ви кажам. да објавите барем две-три реченици. Демантот Господине Груевски, на нашиот извештај за тоа што ќе содржи извештајот на Европската комисија. Вие ни пративте рецензија од 3 страници со навреди за известувачот од Брисел и за А1 телевизија. Дословно, се што објавивме таа вечер беше потврдено во извештајот. Дали ќе се извините пред него? Јовановски. Дали ќе се извините за навредите? Ја не знам дека сме ве навредиле. Се разбира дека ако вие сме ве знаете навредиле, таму партиски припадности, кој на која партија припаѓа и ако така некого натаму. сме навредиле, Ниту се разбира една дека ќе се извини. запирка не беше погрешна во нашиот извештај. Ако некого сме навредиле, се разбира дека ќе се извини. Меѓутоа, што да правиме со стотиците деманти кои што не се ги објавиле? Тоа е некоректно, тоа е Господине нефер. Груевски, Пак ќе ви кажам, сега не се ќе ви деманти. кажам, Тоа тоа не е не се професионално. деманти, тоа е рецензија на линијата на прилогот. Вие ако сакате да бидете главен уредник на А1, тогаш не треба да аплицирате преку вашите деманти, туку има други форми како тоа можете да го направите. Бидејќи ние секогаш сме демантирале она што се однесува на бројка или факт, меѓутоа да го објаснуваме вашето изживување со нашите новинарски прилоги. Ова е сега навред. Изживување. Треба да читаме што се содржа За да видите како сме ги Тоа е доживеале. некоректно. Така да сакам да ви кажам, ако сакате да бидете главен уредник на сите медиуми во земјата, нека да сте успеале. Во А1 не сте успеале и сега ние чувствуваме дека заради тоа сакате да ја затворите. Сега има работа што морам да ја демантирам. Значи тоа не е точно. Што дека сте главен уредник? Може би е Мартин Протуѓер, не знам. Не е ни Мартин Протуѓер. Кој е? Главни уредници се тие кои што си ги пишува дека се главни уредници и не е професионално да набедувате луѓе за ваква работа. Господин Јас ќе ви Груевски, кажам. и вие и јас ќе знаете ви како кажам. сме комуницирали. Јас ќе ви кажам Дали знаете? дека контроли се вршени во сите телевизии, во сите медиуми, вршени се и во сите и во Канал 5 и се имаат плаќано работи што ако не ги доплатили или ако имало кусок и така натаму. Единствено попречување на инспекциите имаше во овој случај. Зашто пред 2 години не влеговте во А1 да барате инспекција? Од она што го разбрав, Бидејќи сега е предмет 2005-та, 2006-та се споменуваат криминали, зашто не влеговте од она што го 2007-та? разбрав, значи јас не одредувам кога ќе се влезе. Има систем по кој што работат институциите на државата, управата за јавни приходи и така натаму. Од она што го разбрав од нив, тие подолг период се обидувале, безуспешно, да извршат контрола на фирмите на улица Перонаков, регистрирани на улица Перонаков, но биле попречувани. И заради тоа, после долготрајно попречување,
побарале Оно што знаеле. подршка од Министерството за внатрешни работи, која што е одобрил 2007-2008 имало обид за Судија. инспекција? Не се сеќавам точно кога, но знам дека во последните година и по, може и две, тука е директорот на управата за приходи, може точно да ви каже. Дојдене со мене. Добро, уште еднаш пак ќе ве прашам во врска Ако сакате, викнете го, ќе ви каже точно од кога се обидувале да направат контрола и биле во попречувани. врска со Ајден телевизија. Уште еднаш ќе прашам. Дали мислите дека е неопходно затварање на сметките на Ајден телевизија и попречување на незината работа? Не, ја не мислам ништо. Дозволете ве прашам. Не мислам ништо. Тоа е одлука на судот. Господин Јовановски. Премиере, Не, вие што сте мислите, да, лидер, дека ќе го видите лидер целиот овој корпус? на владеачката партија. Судот си е суд. Не бараме од вас да одите сега од судот да му кажете ова или она. Тоа веројатно други го прават, го кажуваат. Ме интересира, дали Ваше мислите... мислење без Мое елементарен мислење, се доказ. Не, Без јас го елементарен читам извештајот на Европската комисија, релевантен на целиот континент, па би требало и за вас, но... Ги читате тоа вие извештаите знаете. на вашите представници од таму повеќе од колку извештаи. Не, извештајот на Европската комисија, редовно. Ме интересира дали имаше друга мерка да се обезбеди она што се предпоставува дека е едната сума, а никој не знае како е изведена тази сума. А како тоа? Остане еден медиум да работи, односно 3 медиума, односно 4 медиума, односно 500 вработени, во еден период кога вие се залагате за зголемување на стапката на вработеност, вложувате многу напори околу тоа, многу реформи, закони, како што сте се повалиле повеќе пати, дали имаше начин да се обезбедат средствата, бидејќи Велија Рамковски е обвинет, а не е Ајден телевизија обвинета, ако добро разбирам. А медиумот да продолжи да работи. Значи вака, доколку јас дадам моје мислење за овој случај, тоа може да биде толкувано како притисок врз судот. Како и да се изјаснам. Не морате И да... од таа причина јас не сакам воопшто да давам моје мислење. И ќе повикам на тоа дека надлежниот суд донел таква одлука. Вие можете да седите пред владата и да посочувате дека таа е виновна колку сакате. Меѓутоа народот знае дека надлежниот суд врз основа на еден куп документи, куп докази, Ако надлежниот суд го прекршува уставот и начелата и Има принципите легален на пат. кој оваа држава се определила... има и легален пат. вредности. Доколку имате забелешки кон надлежниот суд, судија и така натаму. А вас интересира Постои тие легален вредности, пат. како живеат во оваа држава, како се Постои имплементира. легален пат по кој што вие можете да покренете иницијатива, жалба и така натаму. Тоа се прави. Не се прави. Не бараме од вас сега. Она што вие Ме го интересира правите, како вие се обидувате врз нас, политичарите, да извршите притисок, да ние му извршиме притисок на судот. Не, Тоа јас- мене немојте очекати. Мене ме интересира. Ја ви убедувам премиере, дека тоа нема да се мене случи ме интересира- во никој случај. Мене ме интересира што подразбирате вие под владење на право, предприемаштво, пазарна економија, демократија. Што подразбирате под тие вредности? Што подразбирате под тоа дека ако еден суд, ете го суд, независен како што велите вие, нека биде независен, има постапка која ги крши основните начела и постулати на кои е втемелена оваа држава, или барем така сакаме да биде. Прашањето е, значи, Прашањето е, значи, дали не Кој мислите ще те ми личеше да го прашам? судот не ги крши начелата на слободниот пазар и предприемаштвото и слободата на медиумите со една ваква ригидна одлука. знаете што, тоа е одлука на судот. Немам јас што да мислам како председател на влада, затоа што Ако сега судот смртна пресуда за некого, вие ќе речете нека се изврши смртната пресуда? не, ако има докази дека таа пресуда е незаконска и несоодветна во било која смисла, односно незаконска, Да. тогаш има начин за таа да се обжали. Има начин да се извести, не знам, судски совет и така натаму. Не разбирате? Тоа е мојот одговор. А вие ќе реагирате при тоа? Што да Ако реагирам? судот донесе одлука за смртна казна На кого? на некој кој, што знам, украл. Ова се сега Обил хипотетички, трафика. хипотетички прашања Па кои што хипотетички, навистина, ја не можам да ви дали дадам ги има друг обвинување за оние кои се приведени? Не можам да ви знаеме дадам друг дали има. одговор. Ја можам само да кажам дека во секоја демократска држава, кога некој е незадоволен од одлука на суд, ја почитува процедурата за жалба до суд. Тоа се И не случува. оди пред владата да коментира дека владата му го направила тоа. Тоа нема никаде. Никаде не се Ние се случува. повикуваме на извештаите на меѓународни релевантни фактори кои мислат дека владата се меша во Тогаш, работата на вака да ви судството. кажам, секојдневно во судот се носат стотици одлуки. И ги демантирате нив. Секој што ќе биде добие пресуда која што не е во негова корист,
може да извади некој коментар некаде и да каже ја не ја признавам судската одлука, бидејќи во Европската унија некој кажу вака и вака. Ние не рековме дека не ја признаваме. Ја признаваме. Да, и може да дојде пред владата и да каже дека ќе седи тука и ќе обвини владата дека е виновна заради тоа. Па зошто да не? Добро, говорете. Демократија Све е легитимно право и на крајот на краиштата демократија. Зошто би било тоа притисок врз вас? Зошто тоа вие ви се возбудувале или бивале притисок некако? Демократија, премиере, има луѓе си мислат вака или онака. Мене ме интересира колку вие се грижите за вредностите на Македонија како демократска земја која пред 20 години се определи да биде демократска држава, земја членка на Европската унија и НАТО. Ја со сите мои сили, капацитет, надлежности и можности се трудам колку што е можно да се имплементира уставот во земјата, законите, да се обезбеди нивно извршување и извршување на одлуките на судот. Тоа е моја примерна задача. Се разбира, истовремено, задача ми е законите кои што може да се подобрат, да се подобруваат континуирано и тоа и го правиме, користејќи ги сите домашни капацитети, користејќи многу странски експерти, советници и на друг начин помагачи, и тоа ќе продолжиме да го правиме. Ако се затвори ајна телевизија сега, ќе побарате измена на некои закони, бидејќи овие закони нешто не функционираат, па медиуми лесно се затварат? Ја не можам да претпоставам што би направил и дали тоа ќе се случи. Јас единствено што можам да правиме да ги имплементираме законите кои што важат во Европската унија, затоа што ние тежнееме како држава, како влада, како политичка партија на крајот на краиштата, земјата што побрзо се приклучи на Европската унија. Јас реков, најдете ми една директива во Европската унија со која што се дозволува на владата да не извршува судска одлука и тогаш да видиме, но таква директива нема. А најдете една земја членка во која фирма или правен субјект се згаснува вака. А најдете вие една земја членка која што во една зграда каде што се наоѓа телевизија ќе стави еден куп други фирми и не им дозволува на инспекциите да влезат. Тоа го нема никаде. Замислете CNN да регистрира уште 20 фирми во нивната просторија и да не им дозволува на инспекторите да ги попречува да влезат да извршат контрола во другите фирми. Кај го има тоа? Кај се случило да ги спречат? Кажаа сите инспектори, си кажаа на телевизија Ај малку за ова. Знаете што? Ако не било така, почувствував една. само да го завршиме диалогот потоа. Ако не било така, тогаш инспекциите кои што по подолг период на обиди да извршат контрола, немало да добијат судски налог да има заштита од Министерството за внатрешни работи за да може да влезат и да се извршат својата основна должност. Значи, било така, имале одредени докази кои што ги презентирале пред судот, врз основа на тие докази судот одобрил или наложил на Министерството за внатрешни работи да овозможи влез на државните институции да извршат контрола како што вршат и во секоја друга фирма. Тоа им е работа на. Не разбрав кој ги пропречувал инспекциите. Инспекторите рекоа дека немаат коментар. Тоа што вие не сте разбрали не е мој проблем. Па јас бев сведок таму. Вие се требало да разберете, ако сте заинтересиран. Ако сте заинтересиран за оваа работа, треба добро да разберете. Не разбирате? Вие сакате да бидете добар познавач на овој случај, а не знаете многу детали. Например, ја дезинформирате јавноста. Јас ги прашав инспекторите дали вие премиер. Знам од тоа што беше соопштено од страна на директорот на управата за јавни приходи, кој што укажа дека заради тоа поднел барање до судот и судот врз основа на аргументите во барањето му овозможил заштита од Министерството на вътрешните работи за да влезе. Веднаш по случувањата во А1 за 24 часа, може би малку порано, излегоа и вашата министерка и директорот на управата за јавни приходи со готови обвиненија против лицата, односно за наводниот криминал кој што таму се случило. Ако тоа не е притисок врз судството, за кое зборувате дека е независно, што е притисок врз судството, господине премиер? Тие кажуваат заради што се врши контролата, односно што се сомненијата. И што имаат истражено до тој момент како сомнение. Знаете колку пати повтори 7 милиони евра, па 17 милиони евра, па 5 милиони евра, па 3 милиони евра. Колку пати се случило дали се сеќавате на тие моменти, дали се сеќавате на бескрајните пресконференции на кои што се вршеше еклатантен притисок врз судството, господине премиер. Тоа не беше ништо друго освен притисок врз судиите. Знаете што? Имало многу случаи и врз обвинителството. Добро. Имало многу случаи во минатото каде што институциите укажале дека има одредени неправилности, па судот го отфрлил тоа. Значи судот прегледал што има, ги погледнал доказите и не оценил дека е тоа така. И тоа институциите го прифатели. Судот не го сметал тоа за притисок. Судот го сметал тоа дека одредени институции
даваат материјал со одредено сомнение. Така што тоа не е притисок, тоа е само затоа што тие беа повикани. Вие вечерта ги повикувавте Гордана Јанкуловска, Горан Трајковски и сите органи да кажа што се случува. Луѓето кај нас отидоа во едни други телевизии кои веќе беа наместени пред да знаеме уопште дека ќе има акција. Луѓето не е тоа точно. Луѓето излегоа да објаснат бидејќи беа повикани. Вие постојано ги повикувавте да објаснат на јавност, тие излегоа по ваш повик јавен. Во Сител и во Канал 5 излегоа. Излегоа таму каде што ги поканија по нормален пат. Да, по нормален пат. А примере, како излегоа нашите единствени матични броеви во јавноста? Не знам, за тоа не сум запознат. Како не знаете? Не знам. Како та цела јавност го знае дека единствените матични броеви... Ако има нешто незаконски, покренете постапка за тоа. Ја не можам судија да бидам за себе. Премиер, не сте информирани за тоа? Прв пат слушате? Не видам дали сум информиран или не сум информиран. Доколку во некој случај било прекршено вашето право, постои легална процедура, тоа да го обжалите и да се води истрага за тоа. Да ве прашам само кратко, дали сте вие демохристијани? Да. Дали знаете дека во притвор има жени на малолетни деца, трудна жена, дека има драми цели во семејства, каде што децата мислат дека мајките ги напуштиле? Дали сте размислувале некоја за тоа од христијански аспект, не од судски, правен, извршна власт? Дали христијанската совест некојаш ве малку... Значи, прво вака, не знам дали е тоа така, меѓутоа... Дали има трудна жена во... Дали има деца мали? Не знаете, или тоа не знаете? Ниту јас, ниту министрите, ниту владата не носи одлука кој да биде во притвор, а кој да не биде. Тоа го прави исклучиво надлежен суд. Надлежниот суд ги зема во предвид сите факти и аргументи. Ги проверува сите работи дали се така и врз основа на сите проверки надлежниот суд носи одлука дали некој да го задржи или да не го задржи во осуда. Има ли други мерки да се обезбеди? Куќен притвор, не знам. Има веројатно предпоставка. Веројатно има, меѓутоа тоа е оценка на судот, а не на Никола Груевски, независно дали е демохристијанин, дали сочувствува или не сочувствува. А како демохристијани и христијани, можете ли повикате на институциите, било кои има... Ќе ве прекинав, да. Дека би сакал малку да се обидувам да апелирам до вашата христијанска совест на која толку инсистирате. Ама, знаете што? Да. Јас повторно ќе ви кажам. Вие апелирате на погрешна адреса. Еве да речеме дека јас, например, да замислиме дека во се согласувам со вас. Јас ја немам надлежноста да одлучам кој да биде во притвор, а кој да не биде. Не реков тоа. Условите под кои известни луѓе се некаде. Зошто мене ми го поставувате тоа прашање? Затоа што ме интересира како размислувате како христијани. Добро, ви одговорив, тоа е тоа, мислам, немам што да додадам, дека... Значи, што окей. Се разбира ако е тоа точно, дека сочувствувам со тоа, меѓутоа јас не одлучувам и не знам дали е тоа така. Судот проверува дали е така, судот ги зема во обзир сите работи и на база на сите докази, аргументи и така натаму носи одлука. Дали некој да биде или да не биде во притвор. Човековите права не се никаков проблем во оваа држава. Јас не го реков тоа е ваша констатација. Се или не се тогаш, вие што мислите? Како? Се проблем човековите права во оваа држава или не? Секаде каде што се појавува проблем со човекови права, има суд таму ќе се обрати. Ние како влада во рамките на нашите надлежности правиме максимален напор да ги заштитиме и да ги подобриме. Господин Груевски, имаме нова политичка ситуација во земјата. Вас ве нема последниве 3 дена, колку што можевме да приметиме, да се изјасните за тоа. Ќе има ли предвремени избори? Јас за такво нешто во моментот не можам да ви одговорам. Нашата партија ќе ги разгледа сите можни опции, доколку се донесе некаква таква одлука, секако дека навремено ќе бидете информирани. За сега таква одлука нема. Дали кога целата опозиција за сега она што го гледаме, парламентот, за сега она што го гледаме дека председателот на Собранието Трајко Велјановски прави напори да ја врати опозицијската партија СДСМ и незините сателити во парламентот и да се овозможи нормално и демократско работење на парламентот. Тие напори ги почитувам и се разбира ќе оставам простор колку што е тоа можно од моја страна да се испочитуваат тие напори, да се направи некаков чекор, затоа што ценам дека таа одлука на опозицијата е штетна за државата, штетна за имиджот на државата и во крајна линија е со едно нелегитимно барање од владата. Затоа што тие не испорачаа кон нас ниту кон парламентот, ниту кон владата легитимно барање, како што беше пред не знам колку месеци за статутот, како ќе биде статутот. И ние прифативме 20 работи ги побараа, 20 работи ги удоволивме. Сега имаат нелегитимно барање. Тие се незадоволни од судска одлука, а бараат владата да им го заврши тоа.
тука ние не можеме да им помогнеме. Јас тоа го гледам, владата да дигне раце од судот. И јас тоа го гледам на многу граѓани како барање на изговор за да се направи проблем. Не може да бара изговор СДСМ, бара изговор Нова демократија, бара изговор ДП на Тачи, бара изговор НСД. ДП на Тачи, знаете, бара и од изговор кога нова и зошто алтернатива. Зошто сите политички субјекти би барале изговор? Заради велија или заради судски процес? Значи, ДПА знаете дека не е заради Не знам, велија и денеска кажаа дека се одамна. согласуваат со одлуките на останатата опозиција и ги прифаќаат и нивните како се вели препораки за излегување од парламентот. Сега ќе може одговор да дам без да ме прекинете. Не само ви кажав за кажете све, ја ќе слушам. Не знам ако сте не сте гледале вести да ви дайте ми што шанса кажа ја да ДПА, кажам. да. Може сега да кажам. Дозволете? Благодарам. Значи вака, од она што секој го знае дека партијата ДПА многу одамна има излезено од сосема други причини не поврзани со ова. Она што сега беше се случи го направи Социјалдемократскиот сојуз со неколку своји сателитски партии и Нова демократија која што очигледно сака во оваа ситуација да добие некој поен за себе и да веројатно се доближи до Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е тоа. Сите тие направија погрешна одлука. За судството кое е толку независно, дали за вас не е алармантно што најголемиот број на представки на граѓаните се однесуваат токму на судството? Има ли проблем, премиере? Јас не кажав дека нема проблеми. Проблем, ние сме, не знам, почнав да се повторуваме многу ред, веќе го повторам тоа што кажав. Ја никогаш не сум кажал и сега не кажувам дека нема одредени проблеми во судството. Ако сте лидер, преземете иницијатива. Она што ние го преземавме, донесовме крупни измени во законите, кои што, како што кажав на почетокот, почнаа да стапуваат деумно во 2011. Тоа го кажавте 4 пати. Дали е притисок врз судството ако вие јавно на митинг повикате да не се гледа А1, а после неколку месеци влегувате внатре? Дали е тоа притисок? Дозволете, ако може, нема да го дозволам овој начин како што сакате. Вие викате 4 пати сум кажал. 4 пати кажавте дека кажувам. Ако 4 пати ме прашате, 4 пати ќе ви кажам. Не можам да ќутам. Вие да прашувате, ја да речам ви кажам и да ќутам. Тој ме праша неколку пати морам да му одговорам. Извинете. Повелете се со вашето. Дали е притисок врз судството ако вие јавна одговорница ја повикате целата јавност, народот, симпатизерите и другите да не гледа А1. А после неколку месеци влегувате во А1 со упат полициски онака како беше. Дали е тоа притисок врз судството? Тоа не е точно. Јас имам укажано во јавни настапи дека одредени работи од таа телевизија треба да се земаат со резерва и да се проверат. Затоа што во тој период забележавме одредени работи кои што не се најпрофесионални, например неточни, а не ни се објавува демант. И затоа реков треба да се провера. Да се медиум е слобода на медиум, слобода на медиум. Никогаш не сум повикал да не гледат. Слобода на медиум, слобода на медиум. Кажете на вашето интервју за Мија кога ги обвинивте дописничките од Брисел дека ја манипулираат јавност? Па кажав работи за кои што имав соодветни аргументации. И дека работат за некои интереси на туѓи интереси дека работат? Не кажав јас точно таму, може да ги извадите што сум кажал. Кажав точно работи за кои што сум мислел, тоа сум кажал. Сега пред 3 години интервју не можам да се сетам на сите детали, меѓутоа извадите си го интервјуто, видите точно што сум кажал. Дали знаете еден ваш колега од демохристијанските партии од Европската унија да повикал на митинг на некој медиум да граѓаните да преиспитуваат какви се информациите кои го објавува некој медиум? Тоа е без преседан, премиере. Без преседан во понова Европа, во повоена Европа. Зошто е без преседан? Без преседан, во Белорусија евентуално, тоа таму ги одма ги затвараат, више не ги повикуваат да. Коментар. Да. За непрофесионално однесување се случило во многу држави да се даде. Но тоа не значи дека имало повик да не се гледа. Тоа се демант може да. И тоа не значи дека владата преземава некакви мерки против таа телевизија. Само сме кажале дека треба да се земат со резерва некоја. Знаеш зашто кажавме? Да. Кажавме затоа што не ни објавувате деманти. Вие кажувате вака и вака, ние пуштаме демант за еден час пуштаме демант. Вие не ни го објавувате. Вие пуштате рецензии. Не е тоа точно. Па тогаш некој мора да советува што е демант како форма. Вие не знаете, премиере, тогаш. Имате елементарно непознавање на формите на комуникација. Демант е демант. Демант е ова сте објавиле, ова не е точно затоа што е ова вака. Вие ни пуштате факсови во кои тврдите дека ние работиме за ово и работиме за оно и дека сме со оваа партија или со онаа партија. Не, премиере, новинарите се новинари кои сакаат совесно да се вршат својата работа. Ако дозволите се разбира. Така треба да вршат совесно. Така ја вршат, но вие упорно сакате да ја видите дека работиме за странски служби, за домашни, не знам какви кои. Тоа стои во вашите така наречени деманти, премиера. Тоа не се деманти.
Консултирајте се. Ако сакате, утре можеме да ви ги објавиме сите деманти кои што се не ги објавите. Не е тоа. Само што нема да ги објавите вие. Не е проблемот. Не, па имате ваши гласови многу. Ќе ви треба многу часови да ги објавите, пошто толку многу ги има необјавени, што тоа е навистина една голема непријатност. За државата е непријатност. Да имате телевизија како што е АЕД, формирана уште пред многу години, гледана и така натаму, и да не објавувате деманти, тоа го нема никаде. И немојте да мислите дека у друга држава тоа нема да се коментира. Значи, премиере, тоа не се деманти. Дали вие кажавме дека не се деманти, премиере, вие не знаете, не сте новинар. Веројатно и не знаете што е разликата меѓу деманти и рецензија. Како личност, како граѓани. Ако некоја телевизија почне за вас да објавува невистини, дали вие нема да демантирате? Ќе демантирате, така? Дали нема да ќе ви биде седно ако тоа не го објавуваат, а во серија секоја вечер пуштате демант, меѓутоа се можам да речам дека тоа не е точно, но нема да му се обратам и да речам дека тој некој е по некоја кујна по нарачка на... Како да речете кој не ви го дава тоа? Рибини у Вардар. И добро, вие ќе го кажете, не, точно не го објавуваат на телевизијата. Пребере. Можете, ја ќе го кажам. Господине Груевски. Извинете, само што да кажам. Само што ова и ќе завршим. Единствено што ни преостанува во таква ситуација е да поднесеме тужба, но ние како партија сме единствена партија која што се откажа од тужба против новинарите. И тука можете да видите кој е капацитетот на која политичка партија за слобода на медиумите. Тука можете да го видите. За крај, сакате ли Ајден да опстои како медиум? Да, сакам. Како ќе опстои кога веќе сметките се затворени? Тоа е вашата сугестија. Сугестијата ваша. На тоа требало да мислат вашата сугестија, собствениците и менаџерите, за да се одржи амбиентот на слобода на медиум. Доколку е нели тоа точно, сомнението е сега тоа. За презумпцијата не говориме. За презумпцијата не говориме колку пати е повреден. Кај мене не можете да најдете таква земја. Цело време внимавам на вокабулар. Кај многу ваши да. Јас се надевам. Не е баш така работа. Се надевам дека сите овде се согласуваме дека крах за демократскиот амбиент во земјава ќе биде ако А1 згасне и тоа како што тргнала работа може да се случи многу скоро. До тоа скоро време ние остануваме овде пред владата на Република Македонија. Ќе бидеме ваши чести гости. Верувам дека и вашите министри можат тука да поминуваат, да не гледаат од време на време. И да учествуваат во овие дебатни емисии. Зашто? Затоа што во последните би рекол 6 месеци ниеден министер од вашата влада одбива да се појави на А1 телевизија. Тој бойкот од страна на вашата власт кон А1 телевизија е дел од непринципиелниот однос кон демократските процеси во земјата. Не, точно Бети Канчевска беше пред 2-3 месеци. Добро, можеби сгрешивме со месеците. Меѓутоа, ајде видете вие, преиспитајте се себе си и вашите министри, кога на 25 ноември вечерта беше гостин. Зашто така зборите? Затоа што точно знаеме последниот настап беше тоа. Ама вие викате 6 месеци. Не можеме да речеме 6 и 3 месеци. Не е така. Знаете што? Сите правни и физички лица, како во секоја нормална држава, треба да си ги почитуваат законите и да работат по нив. Така треба да биде и со А1 и со било која Сител, македонска телевизија, Канал 5 и било кој друг. Може да се договорим, а владата ги почитува принципите на уставот и на она на што е. Никој не смее да си дозволи да одредено сомнение за тешок криминал го заскрива врз слобода на медиумите. Тоа е недозволиво никаде. И тоа никој нема да го прави. Да знаете. Тоа ние не ви го бараме. Ви бараме јас само ви кажам што нема да го овозможите она што стои во уставот, да овозможите правен субјект и предприемаштвото не пречено да функционираат. Без разлика дали некое лице од кое било таму во тоа е обвинето, ќе има обвинение или ќе нема обвинение или ќе биде осудено. Тоа е. Сега ќе кажам дека одговорив на ова, за да не ми каже Младен дека 4 пати ти одговорам. Благодарам. Добро, благодарам за учеството во емисијата. Боријан, фала ти тебе. Ајде, Тања, да продолжиме со вестите. Долго, меѓутоа ставувам корисно, ви благодарам. Одиме Младен сега пред собранието. Мислам дека сме кај карта. Така, таму е Катерина Цаневска-Арсовска. Значи, одиме понатаму. Само ВМРО ДПМН и ДУИ се појавија на закажаната координација кај спикерот Велјановски кате. Првиот човек на парламентот побара отворените прашања да ги решаваат со политички диалог. СДСМ, НСДП, Нова демократија.